Добро утро. За пандемијата од коронавирусот и заболувањето COVID-19 многу работи сме кажале, ке кажуваме не само овде, туку и на глобално ниво, и токму затоа и денешната емисија и тема е посветена во таа насока. Ви посакувам уште еднаш да имате пријатно чувство во однос на овие 40 минути, кои што ќе ги споделуваме во контекст на темата и првата рубрика Истражувањата докажаа. Пред да ви ја представам темата и гостинот денеска во Фактор здравје, сакам да ве потсетам на Липодиет центарот од Скопје, кој што ви нуди брзо, без јојо ефект и сигурно слабење, односно намалување на вишокот на телесна тежина. 070 535 033 е телефонскиот број на овој Липодиет центар во Скопје, каде што можете бесплатно да се советувате, да побарате помош и секако од стручен аспект да го решите проблемот со вишокот на телесна тежина. Протоколот со аминокиселини, докажано неколку години наназад, дава резултати не само во државава, туку и во регионот, така што бидете еден од оние кои што ќе бидат задоволни и без оглед дали од медицински или естетски аспект ќе го решат проблемот со вишокот на телесна тежина. Потсетувам 070 535 033 е телефонскиот број за ваши јавувања, закажување бесплатни консултации и конечно наоѓање на решение за вашиот проблем со дебелината. Дебелината, би рекол, не е само еден од аспектите со кои што се соочуваат луѓето во оваа пандемија со заболувањето COVID-19. Многу посериозен проблем, би рекол, се и последиците од менталното здравје, кои што веќе се евидентни и би рекол дека во годините кои што ќе следуваат, уште повеќе ќе бидат поочигледни. Во таа настока само сакам да споделам информација дека во Соединетите Американски држави постојано или константно од почетокот на пандемијата до денеска 53% од населението има веќе некои последици по менталното здравје, што се манифестира со вознемиреност, страв, панични напади и така натаму. Но многу повеќе на денешната тема за менталното здравје во услови на пандемија од коронавирусот и COVID-19 ќе зборуваме преку разговорот со доктор Мице Дудучки, специјалист невропсихијатар, кој што за оваа прилика специјално дојде во Фактор здравје од Куманово. Добро утро, докторе, и многу ви благодарам што сте во нашето студио. Како сте? Добро утро вам во студиото и посакувам пријатен ден на вашите гледачи. Да, благодарам во нивно име и со оглед на актуелноста на темата предлагам да ги видиме првиот блок реклами, пауза по која што ве поканувам докрај да останете со Фактор здравје. За менталното здравје во услови на пандемија од COVID-19 денеска потсетувам во Фактор здравје ќе разговараме со доктор Мице Дудучки, специјалист невропсихијатар. Докторе, со оглед на вашето богато искуство кое што го имате и актуелниот момент во однос на COVID-19, која е онаа можеби најризична или група на луѓе кои што најмногу се загрозени, како во однос на менталното здравје, така и во она на што другите го нарекуваат соматско или физички последици? Пред неколку месеци беше тезата дека пациентите со коморбидитет, со хронични болести, респираторни, срцеви болести, со дијабетес, со зголемена телесна тежина, беа повеќе приемчиви за инфекции со коронавирусот. Меѓутоа, искуството во скоро година и некој месец повеќе покажува дека веќе таа теза не држи вода, туку дека сите на некој начин сме повеќе или помалку загрозени. Затоа што инфекцијата со коронавирусот, незините клинички манифестации, последиците од тоа не зависат само од тоа дали постоеле претходни или не постоеле претходни болести, туку зависи од инфективната доза, од вирулентноста, зависи од комуникацијата, дали во повеќе наврати сме изложени на инфективна доза. Значи, сега веќе имаме потполна слика дека постојат некои така наречени, условно наречени ризични групи кои инфекцијата со SARS-CoV-19 завршува, за жал, некогаш и фатално или со потешки последици и со подолготрајно опарување во однос на другите кои поминуваат често асимптоматски, значи без некои посебно манифестни симптоми или пак велиме олигосимптоматски со слабо изражени симптоми кои наликуваат на сезонскиот грип или на инфекции со
со респираторни инфекции на горните респираторни патишта, но треба да водиме сметка дека постои битна разлика, ако симптомите може да се слични, меѓутоа постои битна разлика помеѓу инфекција со COVID-19 и сезонски грип. Ние како преокупирани, фокусирани, би рекол, скоро обсесивно врзени за оваа COVID инфекција, подоцна ќе зборуваме кои се последиците од тоа, како да заборавивме, поготово ние лекарите од секундарна, од терцијална здравствена заштита, дека постојат и други хронични болести кои треба да ги лекуваме. И кои не мируваат, нели? Да, кои треба да ги лекуваме затоа што тој коморбидитет веќе представува фактор на ризик за летални завршеток на инфекцијата со COVID. Да, бидејќи имате секојдневно комуникација со граѓаните, со пациентите, изборуваме за менталното здравје, дали повеќе се погодени оние кои што претходно имале некои проблеми со психичкото или менталното здравје, или оние кои што за прв пат се среќаваат со овој проблем? Ако земеме настрана губењето на работните места, седењето дома, социјалната дистанца и ред други последици кои што се реперкусира во овој период. Се разбира, тие енвироментални фактори од надворешната средина играат значена улога во појава, развој, манифестација и последиците врз менталното здравје во услови на COVID епидемија. Јас имам голем број пациенти со посттрауматско стресно растројство како последица на стресовите и психотраумите кои се доживеани во борбени услови во Ирак и во Авганистан. Нарочно по тоа е познато Куманово, меѓутоа имам пациенти доста од Косово, нарочно од Урошевац и од Босна и Херцеговина, Тузла, Лукавац. Тие луѓе на некој начин се предиспонирани со сите оние непријатни стресни искуства и со симптомите во склоп на посттрауматското стресно расстройство се на некој начин предиспонирани нивните постоечки симптоми веќе да се влошуваат. Ако таму имале ракетно-артилериски напади, експлозии, ранување, остало, сега имаат во нивниот ментален склоп имаат еден нов вид на непријател кој е невидлив, но не помалку опасен од оние опасности што ги доживеале. Значи, тоа е едната група, едната категорија на пациенти. И јас секогаш во работа, во психотераписките процеси, секогаш обрнувам внимание како и со овој проблем да се справа, тој се имплантира, се надодава на веќе постоечките. Другата категорија пациенти кои се повулнерабилни, тоа се, јас ги нарекувам, зависниците од медиумите. Дали со часови ќе седат пред телевизиските екрани и ќе ги пратат бројките и црните статистики, за кои лично сметам дека не треба на дневна основа да се објавуваат или во некој посебен билтен, ама не во секој вестник. Или не на ваков начин, како што се презентираат. Апсолутно не на ваков начин. И тие се на некој начин зависници дали од социјалните мрежи, дали пред компјутерот, и сето тоа делува и на нивната свест, и на нивната подсвест, за да се создава една општа анксиозност во популацијата, посебно кај нив. Јас како бивш воен лекар и како учесник, лекар-доброволец во војната на бившите југ простори, па гледајќи ги таквите емисии, мада многу ретко, делува на мојата свест. Ако имам такво искуство, а што останува за оние луѓе кои немаат такви искуства, немаат такви сознања, немаат познавање од медицината, туку се лаици. Тоа е втората категорија. Механизам во крајна линија. Тоа е втората категорија. Третата категорија се оние луѓе кои веќе имаат хронични болести, нарочно хронични респираторни болести и болести на горниот и на долниот респираторен тракт. Дали се тоа хронични бронхитиси, обструктивни белодробни заболувања, како последица на енормното аерозагадување во нашите услови и веќе на постоечкиот тој морбидитет, на постоечката болест, белите дробови представуваат пунктум резистенција минорис, односно точка на послаб отпор, каде што тие биваат поприемчиви, рецепторите биваат поприемчиви за размножување на самиот вирус, за репликација, како велиме, на самиот вирус, бидејќи тоа е респираторен синцицијален вирус. Има афинитет да ги напаѓа алвеолите, да ги напаѓа ткивото на белите дробови и со неговата репликација, со неговото множување, буквално ги уништува основните
клетки, основното ткиво на белите дробови, koje je nužno za respiratorната функција. И акцент ставам на таква категорија луѓе, бидејќи сум и невролог и психијатар, имам доста пациенти со акутни мозочни удари кои се зачестени заради тромбоемболиските процеси. Кои што ги предизвикува, да. Кои се дел од и еден од значајните фактори за смртните исходи или за тешките последици од инфекцијата со COVID. Од друга страна и пациенти кои прележале миокарден инфаркт, односно срцев удар, исто така зачестени се исхемичките мозочни удари како една од последиците на се ова што го доживеат пациентите. Веројатно, преокупирани со коронавирусот, правиме пропусти во диагностика и во третманот на хроничните пациенти, што е, би рекол, недопустиво за нашиот здравствен систем. Од друга страна, се извинувам, имаме пациенти кои веќе се на една анксиозна позиција. Дали е тоа социјална анксиозност, генерализирана анксиозност, депресивност, фобичност, сите овие фактори допринесуваат да се потенцира социјалната фобија, да се потенцира нозофобија, а тоа е страв од болеста, поготово од корона, имајќи предвид секој ден се објавуваат билтени, толку инфицирани, толку оздравени, толку починати, од една страна и од друга страна во вид на танатофобија, а тоа е страв од смрт, бидејќи вие кога настане инфекција бронхопнеумонија, најчесто обострана, билатерална, тогаш основната дишна површина фактички се уништува и пациентот за жал умира во една тешка состојба каде што нема кислород, а нема кислород, тогаш сите ткива и сите органи умираат. Сигурно, и ако дозволите, докторе, на дигресијата и агорафобијата или стравот од отворени простори, исто така е нагласен во контекст на социјалната дистанца, бидејќи луѓето се плашат да излезат, дополнително, нели од коронавирусот, но и плашејќи се дека еден разговор или едно видување може да биде потенцијално жар или кластер за некое заболување, може би. Се разбира, самата агорафобија или страв од отворен простор е во склоп на анксиозните растројства, дали се работи за социјална фобија, дали се работи за генерализирано анксиозно растројство, а најмногу се манифестира кај паничкото растројство и кај субпаничките напади. Ваквите состојби на социјална депривација, на недостаточно и неадекватно социјално функционирање. Еве, и ви употребите погрешен израз и ние лекарите употребуваме социјална дистанца. Не треба социјална дистанца, треба просторна дистанца, затоа што ова маска која сега ја носите, мене ќе ме штити од вашите флигеови капки, кои може до метар и пол максимално, со кивање, со кашлање и преку погласен говор, пеење, да излезат, паднат на површината или пак директно на нашите рецептори. Вирусот се предава преку устата, а се прима преку носот. Тука се тие рецептори, да не вегњавам со тие специфични рецептори со разни типови, меѓутоа самата маска не може директно да не заштити од вирусот. Меѓутоа може да не заштити од така наречените, да ги спречи ширењето на тие флигеови капки, кои ако ги гледате со успорена камера ќе видите дека тоа е како спреј кога или дезодоранс кога ставате, така личи тоа на успорена камера и во тие флигеови капки туку се содржат тука вирусите. Тие можат да се пренесат директно на респираторниот тракт, директно на рацете, на кожата, а некогаш и на предметите. Но она што е најбитно и она што го препорачувам на моите сограѓани, на пациентите, на пошироката јавност, тоа е да ги избегнуваме блиските директни контакти. Убава работа кога ќе се прегрнеме, кога ќе се поздравиме со нашите драги луѓе, пријатели, познаници, роднини и така, колеги. Меѓутоа, во овој случај апелирам таквиот наш традиционален начин на поздравување, на искажување на блискост, привремено да го ставиме по страна. Настрана, да. Тоа е еден од главните патишта на инфекцијата. Не е толку преку загадени раце, предмети загадени, иако има различни студии во кои некои велат дека вирусот
to je RNK virus, може десетина минути да се задржи, ма другите тврдат, други испитувања тврдат дека и со часови може да се задржи тој вирус. Но, клучно е респираторниот начин на пренесување на самиот вирус. Да. И Повеќе. пред да зборуваме за она што како клиничка манифестација и каде терапевски може да помогнете не само кај оние 3 споменати категории, туку и кај здравите лица кои што првпат се среќаваат со некое ментално нарушување, би ве прашал дали од вашето повторно искуство несоницата, анксиозноста и депресијата веќе ги апсолвиравме, но еве самодовербата, концентрацијата, можеби посегнувањето по некои опијати се позачестени или се манифестни како клиничка слика и тогаш е моментот да се побара помош и од вас како невропсихијатар и од другите кои што се занимаваат како специјалисти со менталното здравје. Јасно е дека сите овие фактори негативно и несвесно и неподсвесно на ниво делуваат негативно на широката популација. Некои се повулнерабилни, другите се помалку вулнерабилни. Сето ова внатрешна пулзија, асоцирана со надворешни ограничувачки фактори во поглед на индивидуалните слободи, навики, секојдневни активности, кои за жал мора и треба да бидат ограничени, на некој начин го алтерираат логичното размислување. И оттука широки манифестации на лепеза на симптоми, какви ги рековме, спектар на анксиозни расстройства, на фобиските расстройства. Немајќи можност самите да ги разрешат овие тегоби и симптоми кои се сериозни, друго во инсуфициенција на односно недоволна ангажираност на институциите кои се занимаваат со ментално здравје, затоа што или ги претворивме болниците во ковид центри, што е нужно, меѓутоа заборавивме дека главните последици и сега и подоцна ќе бидат пред се врз менталното здравје на граѓаните и во сферата на економијата. Оти економските фактори битно влијаат на чувство на наша опуштеност, релаксираност, нормално функционирање. Од друга страна, социјалната депривација, односно неможност сите оние вообичаени социјални активности кои ги практикувавме секојдневно да се ограничени. И од тука постои и една недисциплина кај широката популација во смисла вирусот е измислица, тоа е, шта ја знам, Бил Гейтс, вештачки створен, теорија на заговор имате колку сакате. Факт е дека вирусот постои. Јас за коронавирусот знам уште од моите студентски денови, бидејќи сум скопско, белградски, загребачки ученик, џак да не кажам, остало, и имавме порано инфекции SARS беше, па потоа беше мерс, па потоа беше свински, птичи грип, а тоа се варијанти, видови или соеви на вирусот кои перзистираат во светот. Постојат и некои циклични движења во тој епидемиски сетинг, во таа атмосфера, кога некогаш вирусот или има поголема вируленција, или се реплицира некогаш и во животните, па се пренесува. Ковид примарно беше кај животните, значи беше тоа антропозооноза, односно зооантропозоонозна инфекција, а подоцна помеѓу луѓето. Така да, тие поранешни инфекции има некоја ритмика, па беше, 2002 година, па беше 2008 година, па 99 година, и за среќа тие поминаа со помал број жртви и со помала во помала епидемиска мерка, нема карактер на пандемија. Сега веќе вирусот не знае за граници, и науката, поготово ние што се занимаваме со медицинската наука, бевме затекнати. Не дека вирусот беше непознаница, познат е тој. Меѓутоа, неговото однесување како ќе биде, неговата вируленција, неговата патогеност, неговата склоност да ги напаѓа предсебелите дробови, ги напаѓа и другите органи, тестиси кај мажите, бубрезите, меѓутоа, најчесто целен орган е белодробието и поредко горните дишни патишта. Значи, во една таква непознаница која целиот свет го затекна во една дилема
и во многу дубиози, пред се медицински и стручни дубиози, дали вирусот е вештачки створен, па некој академик ќе тврди така, дали е тоа генетски мутиран овај вирус, што дали човек го создал, мутиран, дали го создал, дали инкорпорирал, вградил во геномот овај дел од генетската структура на HIV вирусот. Значи, многу теории кои сите имаат по некој зрнце вистина, ама ниедна од тие не даде глобалната, деталната етиопатогенеза на ширење на овој вирус и на толку изразената патогеност со, за жал, огромна смртност во светот. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Ќе направиме пауза со вториот блок реклами, пауза по која што ве поканувам да останете до крај со Фактор здравје и со денешната тема менталното здравје во услови на пандемија со COVID-19. Уште еднаш ве поканувам да останете до крај со денешната емисија од Фактор здравје, така што подсетувам дека ваши мои гостин овде во студиото е доктор Мице Дудучки, специјалист невропсихијатар, со кого ќе го продолжиме разговорот во однос на последиците, кои што пред се, како што рековте докторе, пред се ќе бидат евидентни по менталното здравје и економијата кај нас и во светот. Бидејќи споменавме широка лепеза на клиничка слика и симптоми, кога е соодветно да се побара помош во однос на менталното здравје, за да на некој начин се спречи евентуалното проширување или таа каскада на симптоми и нарушувања кои што не само менталното може да го зафатат и физичкото здравје. Кога ги спомнавме овие категории ризични и клиничките манифестации во услови на ковид пандемија, би сакал да напоменам една нова категорија на пациенти, пред се од психолошко-психијатриски аспект, а тоа е фобија од самиот вирус. Јас и пред неколку месеци во вашата телевизиска куќа зборував за тоа дека не треба да заборавиме вирусот може да се употреби, велам, не тврдам дека е употребен, може да се употреби како биолошко оружје, меѓутоа и како психолошко оружје. Не некој со намера да влијае на менталното здравје, меѓутоа самиот ефект од пандемијата, високата смртност, високата вирулентност на вирусот во различни географски подрачја допринесува голем број од луѓето кои најчесто се дезинформирани, кои најчесто преку разни фейк вести, лажни пророци, теории на заговор, со цел, велам, може би несвесно, а може би намерно, со цел да се внесе што поголема паника кај луѓето, оти таа паника веројатно создава повеќе психопатологија, а поголем број на патолошки случаи захтеваат психофармаколошки или психотераписки третман, а со тоа и фармацеутската индустрија ќе има поголема заработка, огромни профити. Тако беше случајот кога беше свински грип, околу 60.000 пакети со Тамифлу ги фрливме на депонија, со некои вакцини кои не се ефикасни, остало кои не се проверени. Меѓутоа, и на нашите пациенти кои специфично покажуваат не само реален страв од постоењето и од можноста да се инфицираат со ковид инфекција преку контакти, блиски со овие познати пријатели и остало роднини, туку кај оние кај кои веќе се развива еден вид на фобија, ние делуваме психотераписки. На кој начин? Прво, кларификација, да му се објасни на пациентот конкретно, да ми се објасни што е инфекцијата со ковид. Иако не сум ни вирусолог, ни епидемиолог, меѓутоа, како бивш воен лекар и началник на санитетска служба во Црна Гора, имам и искуство во борба со епидемија, тогаш беше глувчешка грозница, односно хеморагичка грозница. Да. Но и морате да бидете информирани, извинете повторно на дигресијата, бидејќи имате лице кое што треба, нели, терапевски да му пристапите. Така, значи да му ги дадеме основните податоци, базирани на стручни познавања, базирани на разбирање на неговите стравови, базирани на струката, науката, и со такви познавања веќе тој страв полека се намалува. Тука, покрај
таков еден тераписки став, на поддршка, на разбирање, на објаснување, во голем број случаи мора да аплицираме и антианксиозни лекови, оти анксиозноста е доминантна кај тие профил на пациенти. Профил на пациенти, односно со таква фобија, нозофобија или страф од самиот вирус, од една страна, од друга страна, социјалната депривација често доведува до депресивни, краткотрajни депресивни реакции или реактивни психози. Имено, ако сме соберени во еден простор, поготово оние кои живеат во урбана средина, па во еден мал стан, тогаш се покажува уште повеќе целата наша општествена психопатологија, почнувајќи од пораст на семејното насилство, почнувајќи од злоупотреба на наркотички средства, злоупотреба на лекови кога треба и кога не треба, злоупотреба на алкохол, со цел да се на тој начин да се побегне, па и наркотици, со цел на тој начин да се побегне од оваа сурова реалност која за некој е неподнослива. И на таа категорија пациенти и ги едуцираме и матичните лекари, и со колегите одржуваме вебинари, вакви конференции, за жал не директно, туку онлайн, со цел на тие пациенти што е можно повеќе да помогнеме. Зошто е потребно сега? Сега е потребно за да се спречи подоцна една нова епидемија, јас ја нарекувам корона психоза. Корона психоза постои сега и ќе постои во блиска иднина, се додека на некој начин вирусот не се стави под контрола. Да се ерадицира, да се искорени е веројатно неможно. Вирусите ќе не прата со уште милиарди години. Меѓутоа, науката и светот треба да обрнат внимание на телесното здравје, на енвироменталните фактори, на факторите на околината, на аерозагадување, што јадеме, што пиеме, пред се апсолутно и на психичките аспекти на нашиот севкупен живот, и во социјална смисла, и во професионална, и во семејна смисла. Од тука, наместо да опште светот во целина, да фрла пари за фудбалери и за музичари енормни суми, а за науката да се издвои толку малку, во Македонија за жал ми се чини дека најмалку на Балканот издвојуваме за науката. Тогаш треба ова дисторзија да се искоригира. Наука, образование, здравје, еколошки, подобрување на еколошките услови во кои живееме, тоа треба да биде предмет на нашите идни научни, стручни, професионални обсервации, меѓутоа не само како припадници на оваа лекарска фела, туку воопште и оние кои на некој начин владеа со светот, од оние на локално ниво, од местните заедници, општините, помалите, поголемите држави и на глобално ниво. Само така и само на тој начин ќе бидеме спремни во иднина да излеземе во пресрет и да ги превенираме сите овие последици и од идните некакви вакви вирусни епидемии со пандемиски карактеристики, меѓутоа и да го сочуваме и унапредиме менталното здравје. Ние велевме, бидејќи и сам имам учествувам како лекар доброволец во војната на бившите југ простори, ние велевме дека во самата војна најмногу ќе бидат потребни хируси. После војната психијатри. И ова е некаква наша тивка војна, каде што психолозите, социјалните работници, психијатрите, невропсихијатрите ќе треба да седнеме и на државно ниво да изготвиме една нова стратегија во справување со последиците од ковид пандемијата врз менталното здравје на популација. И уште едно стручно прашање во контекст на она што го споменавте, корона психоза, како што вие ја нарекувате или милувате таа состојба која што е евидентна кај луѓето, дали на некој начин тие луѓе кои што се заразени или се пациенти доживотно ќе треба да бидат на некоја медикаментозна или психотерапевска поддршка, или може да зборуваме за нивно прочистување или оздравување? Не, кога зборам за корона психозата, таа не е толку манифестна кај пациентите кои се инфицирани, веќе со манифестна клиничка слика, туку кај оние кои покажуваат паничен страв, покажуваат фобиско однесување. Или страв од болести, хипохондрија. Хипохондријата е нешто друго.
фобиска, но нозофобија, страф од болеста, оти кај нив примарно треба да се делува. Они кои веќе се инфицирани, кои се со симптоми, тие се предмет на најчесто клиничари, симптоматска терапија. Оти со овие што завршуваат на ВИР, рамдесивир, фибавир и кои веќе други има, да не јавнам со тоа, медикаменти, се со некакви ефекти, меѓутоа недокажани. И нецелосни. И нецелосни ефекти. И од тука зборуваме дека терапијата е симптоматска. Пред се, намалување на температурата, доволна оксигенација со кислородна поддршка, оти кога веќе се дојде на респиратор, тогаш смртноста за жал е многу голема, од 50 до 75%, така да респираторот не ни гарантира преживување. Туку во најраната фаза да се преземат мерки, сериозно да се сватат симптомите, и некојаш може да се благи, да наликуваат на обична настинка, меѓутоа во свеста, барем ние како лекари и пресематичните лекари и самите граѓани да имаат во свеста една можност дека било кој од нас може да биде инфициран. Оти, најопасното е оние кои се асимптоматски носители на вирусот. Тие по геометриска прогресија се шири инфекцијата. И оттука е потребно ризичните групи да се заштитат, што поголем број од населението да биде опфатено, поготово оние кои имале некакви ризични контакти, не да ги криеме, него да кажеме да, мојот пријател бил, ние бевме во контакти со тоа, ајде да направам тест. Тие луѓе во домашна изолација, што велиме олигосимптоматски или асимптоматски, за да виремијата пројде, за да тие стекнат имунитет, односно антитела. И таквите луѓе кои ја прележале, не рекам излекувани, него кои ја прележале ова вирусна инфекција, да бидат утре донатори на плазма, затоа што се создаваат антитела кои ќе бидат корисни во лекување на пациентите со манифестна клиничка слика на COVID-19 инфекција. Да, и пред да ви се заблагодарам, доктор Дудучки, една индискреција, бидејќи имате широки познавања, третирате, би рекол, она што е најдрагоцено, тоа е мозокот или менталното здравје, каде вие го перете вашиот мозок? Како вие се релаксирате во овие услови? Во овие услови или да биде тој препорака? Би сакал да го цитирам мојот драг професор и учител, професор Чепреганов, бидејќи тој исто и француски џак, како што сум и јас самиот. Да. Велиме ретирала на тир, враќање кон природата. И не само во овие услови на пандемија. Генерално светот треба да свати, ако не сака да дегенерира како врста, како вид, ако не сака да дегенерира, да се врати кон изворните принципи и правила и живење во склад со природата. За сите овие месеци, јас таму санаториум градев некој, па и уште други објекти, за сите овие месеци со дел од моите работници работиме со музика, со здрава селска храна, со ладно пиво, бунарче, велиме ние во Куманово, и препорачувам на граѓаните што е можно повеќе време да поминуваат во природа. Јас барем во Кумановската околија не знам ниту еден инфициран, а ниту еден починат од инфекција, од последици од COVID инфекција. Каде е најголемата вирулентност? Каде е најголемата смртност? Таму каде што се сардинирани луѓето. Знаете, ако во една зграда живеете толку и толку без зеленило, без проветрување, природно вентилација на просторот, тогаш тие најчесто стануваат и жртви. И затоа, мојот апел е, во тоа време, не да го поминувате во страф. Искористите го за учење јазик, за некој ваш хоби, за читање книги. Јас, последната година, неделно 1 до 2 книги читам, имам богата библиотека, па повторно се враќам на убавите зборови од Чехов, од руските класици, сега баш Хемингвеј го прочитав собраните дела, повтор пат, и верувајте, скоро и да не чувствам некакви негативни последици врз менталното здравје, иако јасно дека сите сме изложени, поготово како професионалци. Апелирам до граѓаните да се придржуваме кон противепидемиските мерки кои се
пропишани од страна не само на Светската здравствена организација, него од професионалци кои добро си ја знаат својата работа и кај нас во Македонија. Политиката што помалку да е во колизија или во директен контекст со медицината, да се слушаат професионалците, стручнаците и на тој начин прво ќе избегнеме ширењето на самата инфекција, друго ќе го намалиме ризикот од тешки последици од самата инфекција, ќе допринесеме клиничката слика да биде полесна со изликување и со помалку последици, а пред се последиците по менталното здравје да бидат миливи, меѓутоа велам дека во наредните периоди кога оваа инфекција, оваа пандемија или со вакцинација или по некој свој природен тек ќе се намали, ќе се редуцира, тогаш треба да се посветиме на унапредување на менталното здравје на популацијата, затоа што тоа е веќе загрозено. И верувам, во идните година, 2-3, нема да биде помалку таа загрозеност на менталното здравје. Ви благодарам, доктор Дудучки, на вистина што ни укажавте чест да бидете гостин во Фактор здравје. Посакувам ова да биде само почеток на нашата идна соработка и секое добро вам и на вашата фамилија. Да, ви благодарам на љубезната покана. Ви стојам на располагање секогаш кога е во интерес здравјето на нашите пациенти, односно на нашите сограѓани. Да, благодарам уште еднаш. Имајте среќен пат до Куманово. Тоа беше разговорот со доктор Мице Дудучки, специјалист невропсихијатар со кој што денеска зборувавме за менталното здравје и последиците од пандемијата со COVID-19. Ви благодарам за вашето внимание и поддршка и поздрав до следното наше видување. Пријатен ден со нашата програма.